Добро вечер. Вонередна политичка анализа. Вонередна политичка анализа со работен наслов Тестаментот на Бранко Цренковски. Мислам, политичкиот тестамент на Бранко Цренковски. Или што можеме да очекуваме како политичка играрија, политичко делување или некакви политички пируети на Бранко Цренковски. Минатата недела беше вонередна политичка анализа посветена на Димитар Апасиев, нели работен наслов Апасиев ја треси власта. И на моje големо изненадување, значи, таа вонередна политичка анализа влегува во овие 12 месеци во топ 2, топ 3 политички анализи кои донесоа најмногу мембарси или најмногу нови членови, нови вонередни политички анализи. Што ке рече дека луѓето кои ги интересираат политички анализи, не само кратки шортови или кратки рилови на социјалните мрежи, се почесто се интересираат за Димитар Апасиев, за неговите политички ставови, за тоа што планира или како планира или што може да се случи како некаква политичка активност или политички активитет на Димитар Апасиев. На почеток би сакал да кажам во неколку минути една политичка општествена обсервација на тоа како јас гледам на одредени процеси кои се случаат во Република Македонија. Многу мина од вас знаат дека живеам во општина Аеродром, во близината на општината, значи некаде во центарот на Аеродром, во близината на Капитолот. Во сутеренот на зградата во која живеам, значи на ниското приземје се 6 кладилници или овие салони за игри на среќа, и во сутеренот се наоѓа кам. 2, 3, па дури 4 месеци кам не работеше. Имаше некои причини, правеле некое реновирање, па нешто, некакви подпорни зидови и така натаму, и тоа не е дел на ова наша приказна. И некаде пред 10 дена повторно го отворија кам. Бидејќи секој сабајле околу 9 часот пијам кафе на балконот и можам точно да видам кој доаѓа, кој оди и така натаму. Сватив дека кам, освен некаква пазарна, економска логика и така натаму, има и одредена социјална роља, социјална функција. Стари пензионери на 70, 72, 73, 75, 80 години, заедно дотерани ке дојдат во кам, ке се сретнат, ке се поздрават, ке одат во комерцијална банка да платат или да извадат одредени пари, што ке рече дека начинот на живот, при тоа не мислам само на сиромаштијата, имање или немање пари, туку како стил, како начин на живот. Ние немаме навика. Тоа има као овие нови генерации, полунови генерации, пособновија клата и врата зема и плата, кои ќе земат одредени тендери, транге, франги, операции, дремат со толка и вратови со бричени глави по кафаните. Не мислам на таков кафански живот, не мислам на такви градски кафани, мислам на пример како што беше Хотел Москва во Белград. И Белград го има тоа изгубено. Сега се помалце можете стари белграѓани или стара комунистичка номенклатура да видите во Хотел Москва. Мене ми се случувало да не можам да платам во Хотел Москва, бидејќи луѓето ги гледале моите емисии, интервјуа, едно, второ, трето кафе, турско кафе со логом, нели, тоа е специјалитет на Хотелот Москва, значи не ви дозволува да платите. Значи има една форма на градски живот. Лјубљана нема, например кафичета Чарли така натаму во Загреб. Има Софија, не толку многу, например Атина. Ако сакате или ако идете сега во Атина, на Колонаки, во Дейли кафичот, наутро и навечер ќе го видите Желко Обрадовиќ, ако нели сте фан или симпатизер на Желко Обрадовиќ. Например, пред 2-2,5 месеци имавме снимање во Сарајево, тоа беше тамо истумба на една турнеја, кај што моравме нели Белград, Загреб да снимаме, иако првичната варијанта беше да снимаме Небојша Медојич во Подгорица, па да го снимаме Здравко Мамич во Мостар, па да дојдеме во Сарајево, тука да направиме Пеџа Штукан и така натаму некој интервјуа, не знам, Кенан Цркич, сите во еден момент откажа и моравме да правиме некоја обнимус турнеја низ поранешна Сафари Југославија, што сакам да кажам. Да речем Ахмет Карабеговиќ, еден од председателите на Олимпијскиот комитет на Босна и Херцеговина или еден од организаторите на Олимпијските игри во Сарајево 1984 година, пред неколку години, сега веќе има 92 години, пред неколку години снимаме интервју со него, му се јавува некој на телефон и вели сега ќе ја носам сопругата, значи се уште витален во кондиција на 80 и кусур години, и ја носи сопругата во Киселјак, тоа е бања, тоа е место, мислам дека сега под контрола на хрватската политичка структура во Босна и Херцеговина, 30-40 километри оддалечено од Сарајево, но после, значи, формулацијата ми се допаѓа. После сум либеро, се враќаме и можеме да седнеме во тој кафич. И велам кога ќе заврши турнејата, преку
овој што е граничен преми доле ке Вишеград, ако имаме среќа да го снимиме Емир Кустурица. Имавме некој интервју со Александар Тијанич, кога е прв човек или председател или директор на Радиотелевизија Србија, и тамо се слуша телефонски разговара со Емир Кустурица, му вели: ти си единствен режисер на кого првиот филм е најдобар и како доаѓаат следните филмови се полоши и така натаму, и последниот е најлош од сите во целата гама филми кои ги има снимено. И нели си поставам прашањето зошто на пример еден Емир Кустурица кој е прашка школа, чешка школа или чехословачка школа го има направено првиот филм најдобар и како оди понатаму ги прави сите филми полоши, бидејќи вообичаено е да ви биде првиот полош, па како одите во кариерата да имате се подобри и подобри дела, се подобри интервјуи или се подобри анализи, и доаѓам до заклучок дека го има изгубено Сараево. Има изгубено мантрата, значи има изгубено тоа што го врзува, врзивното ткиво, нешто што е стожер на неговото функционирање, татко на службен пат и така натаму, значи нешто што е стожер на неговото функционирање. Ние тоа го нееме тука, во Република Македонија. Го нееме во Скопје. И затоа КАМ, Комерцијална банка, кога одиме, луѓе ќе се дотерат, ќе стават машна, ги гледам, бели кошули, така натаму исчешлани, доаѓаат и тоа им заменува една форма на социјален живот. Тоа покажува дека Република Македонија нема само проблем на читање, на знаење, на бизнис, на влез или не влез во Европска унија. Република Македонија, па и главниот град Скопје, има недостиг на форма, недостиг на суштина, недостиг на субстанца, како ние можеме на еден таков квалитетен начин, градски начин да живееме, да се дружиме, да комуницираме, да развиеме култура на комуникација. Во недостиг на таа култура на комуникација, нас тоа ни се сведува на одење во Комерцијална банка, во КАМ, во Веро, не знам, на регистрација на возила и така натаму. И тоа ми укажува дека процесите во Република Македонија, значи гледате такви ситни работи ние излекуваме подоцна и правиме одредени анализи, вие не морате да правите анализи дали сме се качили или не сме се качили на месечината, тоа нели на сите ни е видливо. Но такви мали, такви зрна, такви одредени настани, такви случки, такви случувања, ние излекуваме одредени анализи, заклучујќи дека и изгубивме субстанцата, изгубивме траекторијата, значи не успеавме да изградиме нешто што ќе не натера да комуницираме, да се дружиме, да разменуваме ставови, стојалишта и така натаму, и врз база на тоа да научиме како со тие различности да излекуваме одредена субстанција, одреден заклучок. Горан Минчев, го знаете Горан Минчев, сега министар во влада на Христијан Мицкоски, порано генерален секретар на СДСМ во мандат на Радмила Шекаринска и топ 1, топ 2 играчи од чинелот на Бранко Цренковски. Минатиот вторник, добро беше тоа што го презентиравме на интервју за бугарското Дарик радио. Сега ќе ви презентираме едно парче или интервју на Горан Минчев за Слободен печат. Дека нема квалитетни политики и дека во овој момент, иако според мене не е главната карика, господинот Венко Филипче со сомнителен легитимитет, правно формално е председател на партијата, но секако конците ги влече некој позади него. Дека е затворена партија, окупирана и всушност дека спроведува грешни политики. Но исто така треба да констатираме дека оваа групација која што се поранешни функционери на СДСМ актуелни и слично, ја делам на две групи. Првата група е која што учествувала во спроведувањето на власта и креирањето на политиките и била активен учесник дали во управни одбори, дали на други избрани и именувани функции во рамки на државата или пак во партијата, била креатор на програми во рамки на партијата и тогаш кога требало или пак кога биле дел од власта, не реагирала за крупни државни општествени прашања. Сега кога е во опозиција, наративот, барем јас кој што го согледувам, е да се преземе раководството или пак раководењето со Социјалдемократскиот сојуз. Втората групација има по мене, не спомнувам имиња, поголем легитимитет,
која што не учествувала во време на владењето на, јас велам, ДУИ и СДСМ, не учествувала низ такви позиции, но се истакнати членови, поддржувачи, бивши функционери, основачи на Социјалдемократскиот сојуз, и тие имаат навистина поголем легитимитет да бараат промена на раководството во рамки на Социјалдемократскиот сојуз. Но што ги врзува сите заедно, а тоа е дека никој од овие во оваа групација не реагираат тогаш кога беа на власт за крупни државни прашања, да кажеме, од типот на промена на уставот. СДСМ. Ова е тоа. Се извинувам што малку подолго. Слушавте, меѓутоа, ова е политичкиот тестамент на Бранко Цренковски. Го имате Горан Минчев, видите, да го мачите, да го тепате, со инквизиција да настапувате и да го малтретирате, ова не може 3 години ова да го смисли и да го каже. Ова му го има кажано, му го има напишано, му го има нацртано и мора напамет да го научи. Тоа го има направено Бранко Цренковски. Навистина си има извештено, сега кога е 2 години министар во влада на Христан Мицкоски, па може и добро да го вербализира, да го срочи тоа што му го има напишано Бранко Цренковски. И ако се вратиме назад, нели, како велат, или пораката тестаментот на Бранко Цренковски. Под број 1, СДСМ е окупирана партија. Од кого е окупирана? Од Зоран Заев. Гледате, тоа е тој вечен конфликт кој мора да има разрешница помеѓу Бранко Цренковски или луѓе или групи на Бранко Цренковски, олигархија, длабока држава и така натаму, и структури, струмечки клан на Зоран Заев. Под број 2, формално правно Венко Филипче е лидер на партијата, но суштински некој од позадина, чита и Зоран Заев, ги влече конците. Под број 3, има поделба нова група, Лимак Чатам Хау, што беше, значи ја дела таа група на 2 дела. Во првата група се Андреј Петров и Игор Ивановски Шема, или како вели Горан Минчев, кои биле делови на управни одбори во период кога на власт е СДСМ, се мисли на Игор Ивановски Шема, или биле дел на раководството на СДСМ во мандат на Димитар Ковачевски, член на извршен одбор на СДСМ е Андреј Петров. Имате втора група, која не учествувала ниту во управни одбори, ниту биле дел на раководството на СДСМ во мандат на Зоран Заев, во мандат на Оливер Спасовски или во мандат на Димитар Ковачевски. Но имате трета надгрупа, бидејќи било која од овие 2 групи, во тој период од 7 години кога СДСМ е на власт, не се побуниле против сериозни државотворни рекомпонирања. Се мисли на промена на име, на Преспански договор, на француски предлог, преговори со Бугарија, бидејќи Бранко Цренковски го замрзнува своето членство во СДСМ после она интервју на Зоран Заев за бугарската агенција БГНЕС. Значи имате 3 структури. Значи имате првата структура на Заев, имате Венко Филипче, тоа го објаснивме. Имате 3 структури кои сега нели се наметнуваат како борци за промена во СДСМ, преземање на власт од Венко Филипче, доаѓање на чело на СДСМ, тоа е Андреј Петров и Игор Ивановски Шема. Со ова изјава на Горан Минчев, суштински или намерно, тие се изфрлат од игра. Имате втора група, како вели некои од старите основачи или некои политички чинители, кои не биле дел ниту на партиското раководство, ниту биле дел на извршната власт. Тука првенствено се мисли на Гордан Ѓорѓиев, тоа подосна ќе го анализираме. И под број 3, над овие 2 групи е човекот кој единствено кога е СДСМ на власт се спротивставил и на Преспански договор, колку толку, и на промена на име, на француски предлог, тој е Бранко Цренковски. И кога овие изјави вие ќе ги изанализирате, тогаш доаѓате до еден суштински заклучок. На Бранко Цренковски му одговара поделба на СДСМ на неколку дела. Дел на Зоран Заев или дел на Венко Филипче, па дел на Игор Ивановски или дел на Андреј Петров, па Гордан Ѓорѓиев кој гледате го вади. И имам чувство дека Бранко Цренковски тука се обидува да направи барем еден двочекор. Под број 1, ако толку го форсирате
или толку меѓу редови го фалите, или на оние пореки кои ги испраќа до Венко Филипче, до одредени партиски структури и така натаму, толку многу го фали Гордан Ѓоргиев, дали не сака да го потроши Гордан Ѓоргиев? Ако го потроши Гордан Ѓоргиев, тоа што станува само папата, односно Бранко Црвенковски. Под број 2. Дали свесно не го потенцира Гордан Ѓоргиев и свесно не ги потенцира Андре Петров и Игор Ивановски Шема за да им помогне, да им фрли одредена гума за спасување, нели да се дистанцира, еве го, Бранко Црвенковски не е со Лима групацијата, иако нели вие тука ќе ме прашате како може Љубомир Гајдов да биде поприфатливо решение да седи на маса со Андре Петров и Игор Ивановски Шема, да не биде Бранко Црвенковски. И под број 3, гледате, ако влеземе во процес на дробење на опозицијата, може да имаме два можни излезни решенија или две можни ситуации. Едната ситуација е Румен Раде во Бугарија, каде што имаме континуирано намалување на рейтингот на Бугарската социјалистичка партија или на БСП. Во еден момент таа паѓа до самата граница на цензус, дали ќе го помени цензусот да биде дел на Бугарското собрание или на Бугарскиот парламент, и се појава Румен Радев, кој прави џан да разбира, ги зима гласовите на сите поранишни прврзеници или гласачи на бугарските социјалисти или на БСП, и го имате грчкиот модел, каде што паѓа се топи пасок на Папандреу, формирана од династијата Папандреу, во еден момент се појава Сириза, па се растура Сириза, сега Ципрас прави одредено ново политичко движење. Што сакам да кажам? Или ќе ви се појави лидер од форматот на Бранко Црвенковски, Радмила Шекеринска, кој во еден моментум, тоа не може да биде Зоран Заев, тоа веројатно не може да биде ниту Игор Ивановски, а не може да биде ниту Венко Филипче, и во еден моментум ќе игра ролјата Колинда Грабар-Китаровиќ, да речеме, не знам, во Хрватска, или Румен Радев во Република Бугарија, и тој ќе биде водно, шарплани на столбот, околу кој ќе се обединат сите групи во македонската левица, или ќе се оди на процес на раздробување СДСМ-1, СДСМ-2, СДСМ-3, СДСМ-4, тогаш ни Венко Филипче може да ги обедини, не може ни Игор Ивановски Шема, не може ни Гордан Ѓоргиев, веројатно не може ни Андре Петров, но може би може Димитар Апасиев. Тогаш нема да биде обединувањето околу СДСМовска тоска, туку обединувањето ќе биде околу некоја левичарска анти-ВМРО ДПМН оска. И тука ќе си опоставите прашањето, а левица е анти или не анти ВМРО? Етаблирана оска, бидејќи како вели Димитар Апасиев, тоа е левото крило на организацијата. Значи, ние би дошле во некоја ситуација, по 2, 3, 5 години, колку ќе трае Христијан Мицкоски, ако биде потрошен ВМРО-скиот модел, што ќе рече десниот огранок на организацијата, тогаш на власт да дојде левиот огранок на организацијата. И тоа нас не го отвара прашањето, чие дете Димитар Апасиев? Ако на Димитар Апасиев од Ленка, од тие формации или групации функционирани или финансирани од германски диелинки и така натаму структури, па протести на македонско-грчката граница, доаѓа до одредена фаза кога ја зима партијата, кога ги добива печатите од Здравко Савевски, па формира политичка партија, па станува советник во специјално јавно обвинителство, па учествува со Христијан Мицкоски во правење на влада тамо некаде ноември 2021 година. Па го има тој Мацановиќ, кога околу него се обединува опозицијското расположение во вториот круг на локални избори во градот Скопје, и гледате се го пуштат низ вода, тој не може да биде новиот Ципрас, може да биде Димитар Апасиев. Тогаш кој ќе го прави обединувањето околу левица Димитар Апасиев? Никола Груевски, Сашо Мјалков или Бранко Црвенковски? Ако ја ставиме тука олигархијата во некаков поширок контекст, тоа што треба да знаете дека олигархијата сака предвидливост, тоа ќе го анализираме наредниот вторник. Олигархијата нема проблем против Венко Филипче, но веројатно има проблем Зоран Заев да го контролира Венко Филипче. Кога Венко Филипче би бил контролиран од Бранко Црвенковски или делови на олигархијата без улогата на струмичкиот картел или струмичкиот клан на Зоран Заев, тогаш би бил прифатлив Венко Филипче. Олигархијата веројатно нема ништо против Игор Ивановски Шема. Но знаете, кога се така раздробени, тогаш тие она макси идеја, макси стремеш, тие да бидат
неминовно иден премиер, нели да се влези во оној циклус Курто и Мурто, па Зоран Заев имал 6 или 8 години владење, па сега ќе има Мицковски, па Мицковски ќе ја предаде власта, па тоа ќе биде Венко Филипче. Венко Филипче треба само да издржи, да не подклекне новија процеси кои се случуваат и неминовно по 6 или по 5 години ќе дојде на власт во Република Македонија. Мислам дека тие мантри се архивирани, се пуштени во историјата. Кога имате раздробен опозицијски субјект, тогаш може да се обединуваат врз база на меѓународна некоја рамка, на некое меѓународно притискање, финансирање, помагање и така натаму, врз база на некакво олигархиско помагање, но тоа значи дека олигархијата ќе го контролира процесот. Процесот на симнување на ВМРО и процесот на нечие доаѓање. Во моментот не ми се чини дека тоа е Венко Филипче, не е до крај испечен Димитар Апасиев, може би Гордан Георгиев би влегол. Гледате, дури и Љубомир Фрчковски во наводници нарачана политичка анализа, која снима на последниот кат во седиштето на Бихачка или седиштето на СДСМ, му опремија супер студио, богато студио, тоа одлично изгледа и таму ги снима тие политички анализи. Не се осврнува на интервјуто на Андреј Петров дадено во емисијата во Центар, не се осврнува на интервјуто на Игор Ивановски Шема дадено за Сител телевизија, туку ја лапат јадицата на Бранко Цренковски. И се осврнува во тие 8 или 9 минути и исклучиво на интервјуто на Гордан Георгиев. Гледате, Гордан Георгиев им врзува невладин сектор, соросоидни структури, СДСМовско членство, Бранко Црвенковски, анти-Венко Филипче расположение и така натаму. Фин, питок, прифатлив за таа неопределена јавност или публика која ги одлучува сите избори во Република Македонија, и нападот на популарниот Фрчко не е нити кон Андреј Петров, ни кон Игор Ивановски Шема, туку е кон Гордан Георгиев. И сега, нели, ајде гласно да размислуваме. Ако Гордан Георгиев дојде на чело на СДСМ, тоа ќе мора да имате некаков партнер, нели? Партнер на чело на ВМРО ДПМН. Дали ви се компатибилни Гордан Георгиев и Христијан Мицковски? Мене не. Гордан Георгиев, например, би ми бил компатибилен или споредлив, една целина поделена на два дела, со Тимчо Муцунски. Едниот дете на Бранко Цренковски, не велам дека тоа ќе се случи, само гласно размислам. Вториот дете на Бранко Цренковски. Гледате, Тимчо Муцунски излегува сега и го проблематизира, или ја проблематизира улогата, значењето, тежината на тие 1-2 протоколи подпишана помеѓу владата во Скопје и владата во Софија. И сега има одредени навестувања дека можно е да се случи Уставниот суд на Република Македонија, бидејќи Тимчо Муцунски, па преку неговата сопруга, па преку одредени влијања кои ги има, почнува да се меша во правните и судските работи во Република Македонија. Неговиот глас тежи во структурите на ВМРО ДПМН, кога треба да се расправат за одредени судски процеси. Уставниот суд де факто е дел на судскиот процес или судскиот контингент во Република Македонија. Че сума сумарум, после 5 или 6 години, тамо некаде во мандат на почетокот на мандатот на Агилер или на Кейт Мири Бърнс, веќе не можам точно тоа временски да го дефинирам, Уставниот суд на Република Македонија расправаше за преспанскиот договор. Требаше или пресуден беше гласот на сегашниот председател на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Тој или неговиот глас требаше да одлучи дали преспанскиот договор ќе биде прогласен во спротивно со уставот или нема да биде прогласен во спротивно со уставот на Република Македонија. Тогаш ми се чини дека една од последните интервенции на американската амбасада, кога вршат директен притисок, бидејќи тие се спонзорот или тие се структурите, Кейт Мири Бърнс, например, од Атина, учествува како вторчек во американската амбасада во Атина во време на Джефри Пает, учествува во креирањето, во правењето, во пишувањето на преспанскиот договор, интервенират и со гласот на Дарко Костадиновски, Уставниот суд на Република Македонија не го поништува, не го прогласува за спротивно уставен или антиуставен преспанскиот договор во Република Македонија. И награден е Дарко Костадиновски со функцијата председател на Уставниот суд на Република Македонија. Почетокот на наредната година му истекува. Ако сега, како што има одредени најави, може да се случи Уставниот суд да ја оценува уставноста на протоколите подпишени помеѓу Македонија и Бугарија, можеме исто така да очекуваме одредено замешателство после долго време на абстинирање
на американската амбасада. Гледате, тие се во некакво безсознание, во некаков лимбо простор и само во такви суштински моменти може да се замешат. Ако Уставниот суд, ако Мицковски или ВМРО ДПМН инсистира или го притиска Уставниот суд да расправа за протоколите помеѓу Македонија и Бугарија, тогаш можеме да очекуваме замешателство на Соединетите Американски држави или на американското кале. Во такви услови, гледате, имате Гордан Ѓорѓиев, имате Тимчо Муцунски и имате една длабока држава која стои во позадината. Што сака да постигне таа длабока држава? Фина, мирна транзиција. То може и со Апасиев, се уште не е форматиран. Се уште му треба време, се уште треба. Значи, ако се оди на еден подолгорочен проект или процес, може да биде функционален Димитар Апасиев. Тоа, ако се сака да се направи повторно некаква симбиоза без Зоран Заев, на Никола Груевски, на Сашо Мелков, може би на Бранко Церенковски. Ако се сака процесот да го води структура на Бранко Церенковски, се ми се чини дека тоа ќе оди Тимчо Муцунски и Гордан Ѓорѓиев. Во секој случај, некој ќе го води процесот. Ќе видиме во наредниот предмете, Сејури Ивановски шема има само една можност, а тоа е да се договори со Зоран Заев. Да го убеди Зоран Заев дека тој е поприфатливо решение за Зоран Заев на чело на СДСМ, во споредба, да речеме, со една Радмила Шекеринска. Да му развива страв на Зоран Заев дека ако Радмила Шекеринска се врати, а процесот на паѓање и на СДСМ и на Зоран Заев почнува со оној настап на Радмила Шекеринска на централниот одбор на СДСМ, кога таа е завршила својата министерска функција или министерска кариера како министар за одбрана во Република Македонија, дел од овие проваморовски портали, тој стиме на разговор на централниот одбор на СДСМ го објавија како епитаф на Радмила Шекеринска или политички тестамент на Радмила Шекеринска, кој е увертира на можно нејзино враќање, но тоа е дури тамо некаде 2028 година. Многу поверојатно е да се замеша во председателски отколку во избори во Република Македонија, отколку во некаква лидерска расплета, разбраска тука во структурите на СДСМ. Така што Игор Ивановски шема има единствена карта на која може да игра. Да го убеди Зоран Заев дека тој, а не Венко Филипче, не Радмила Шекеринска, не Гордан Ѓорѓиев, се најбитна карта на која може да игра Зоран Заев. Што тоа значи? Тоа значи дека тоа сојуз треба да се трансформира во акционерско друштво. И во тоа акционерско друштво одреден процент на акции сакале, нејкеле оваа група за промени во СДСМ, мора да има Зоран Заев. Ако тоа не можат да му го овозможат, тогаш може да има одредени политички разврски кои ќе излезат надвор од нивната контрола. Ајде уште неколку поенти за да завршиме вонредна политичка анализа. Знаете ли кој е парадоксот, хендикепот на СДСМ? За вие да станете лидер на СДСМ, а тоа се прави врз база на гласање на целото членство, со чипови, што би рекол Димитар Ковачевски, или со избирачки легитимации, според процентуалната застапеност, најмногу избирачки легитимации или членови на СДСМ кои учествуваат или може да учествуваат на непосредно гласање е во Источна Македонија или по-конкретно во тој југоисточен регион, под контрола на Струмица, под контрола на Зоран Заев, па тамо некаде горе Кочани, Виница, Берово, Пекчево и така натаму и така натаму. И тоа е парадоксот на СДСМ. Вие да станете лидер на партијата, треба да играте на тие легитимации во југоисточен регион и без тие чипови, без тие легитимации, без поддршка на Зоран Заев, вие не може да победите на избори во СДСМ. И под број 2, СДСМ тамо губи на сите избори, со исклучок на Струмица, сега веќе е декласиран во прв круг на локални избори и во Струмица. Значи на местата или во регионот каде што СДСМ драматично губи од ВМРО ДПМН, тамо се бира новиот лидер на СДСМ. Зато СДСМ не може да оди напред. Бидејќи СДСМ во наводници како поградска партија мора да победи во Скопје. Вие приметувате дека делови на овој струмички клан ги нема со месеци. Дали Китано, дали Свети Китано, дали Левтер, Фидан и така натаму ги нема со месеци. Ова е упалјури. Ке ги паркират колите на влез во Скопје како што праве на времето пред 20-30 години. Им е страв да дојдат во Скопје. На Миле Зечевич му е страв да дојди. Се слика тамо во Бакал, во Бравеница, тамо се слика и ова група за промени, заедно со Стојко Пауновски, беа некаде пред 10 дена и тие се сликаат тамо. Гледате, има две пораки кои тие ги праќат. Прво, дека
СДСМ е заробена партија од Зоран Заев и од Бенко Филипче и што направија прво? Отворија, направија затворена чатам, хаус конференција, каде што никој не може да постави прашање. И под број 2, дека ова е салонска партија, а тие не отидоа тамо да се соберат, да се дружат со народот, не знам, во јавна куќа, во некој од овие или кафичи каде што излага младината во главниот град, или во Куманово или во Струмица, отидоа на во затворена сала во хотелот Лимак. Значи имате Мериот конгрес, имате Лимак конгрес, имате Ваков и така натаму. И тоа е проблемот на сите тие процеси во СДСМ. Зоран Заев, без чиповите на Зоран Заев, не може да биде избран лидер. Но со чиповите на Зоран Заев и со антагонизмот на Скопје, кој е повеќе од 1/3 од гласовите во Република Македонија, СДСМ не може ниту подразно да размислува за победа на било кои избори во Република Македонија. И тоа ќе ви го поврзам со одредени процеси кои се случуваат во ВМРО-ДПМН. Гледате, како во ВМРО-ДПМН се обидува да го сменат наративот. Некогаш е тоа карикатурално, некогаш е тоа успешно, некогаш е тоа помалку успешно и така натаму. Но земете, например, Марија Митева, кој е сега прв човек на ова здружение или АФЖ на ВМРО-ДПМН. Прв човек на жените, или прва жена на чело на групацијата на жени во врвот на ВМРО-ДПМН. И оној традиционен модел на ВМРО-вска жена, малку повеќе пополнета, седи дома на шпоред, традиционално семејство, тоа што они прават надвор од таа рамка која е воспоставена, тоа е друга приказна. Знаете, да е жива и здрава Света Петка, сите слави ги кажуваат, сите слави нели ги честитат на Фејсбук, а позади тоа прават крш, тоа е нешто друго, тоа е фолклор, тоа не го анализираме. Одеднаш имате Марија Митева, која е убава, која е македонска верзија на Леди Ди, која е разведена. Значи не е традиционална ВМРО-вска жена која седи дома покрај шпоред, еднаш на 20 години се мажи, раѓа 3-4 деца, го пегла, го чува мажот и тоа е нели моделчето по кое се гласа. Што сам да кажам? ВМРО фаќа трендови, се обидува да фати чекор со времето. Тоа го прави несмасно, понекогаш тоа делува како слон во продавница за порцелан, но се обидува нешто да смени. СДСМ остане тамо 2012-2013 година. Трагично за СДСМ е што е Бранко Царенковски на 62, 3, 4 години. Многу по-вешт, многу е посклон на прифаќање на новите трендови во споредба, да речеме, Сигур Ивановски Шема или Гордан Георгиевите. Ги премолчеа, ги прегазија овие 13 години, процесите и времето и настаните и така натаму и така натаму. Тие се треба да се вратат назад, тие беа прегазени 2013, сега сме 2026 година. Значи можете да разберете колку вода има низ Вардар поминато, а они ниту со некаква лажица или не знам со некаква чаша не отида да црпнат од таа вода. Кога вие ќе ги промашите процесите, кога ќе дозволите водата да тече, да помине, вие не можете после да го јавните тој бран. Знаете тоа што постојано го кажувам. Вие како да јавате тигар, имате или на брод, имате две дилеми. Ако скокнете пред време, ќе ве згази бродот, кој тоне. А ако скокнете предоцна, ќе потоните заедно со бродот. Мислам дека тука форматот и времето е промашено, значи не е воспоставена симбиоза на желбите, на активностите, на настаните и на факторот време. Тоа беше нашата модерна анализа, ново дружење, наредниот вторник 2 часот и 30 минути, тамо некаде крај на август може да имаме некое вонредно интервју во недела, но до тогаш пријатно вечер Македонија, каде и да си.